Добро вечер, јас сум Александра Давидковска, вие го гледате Дневникот на К1 телевизија. Во него информираме за Велес ке гради уште една индустријска зона, за прв пат во Кавадарци саем на земјоделски производи. 23 години државната граница ја чуваат војниците на армијата на Република Македонија. Опожарена зграда на Менхетан. Ракометарите на борец во недела пред значаен надпревар. Останете со нас, продолжуваме по настаните на денот. Околу 500 домашни фирми соработуваат со странските инвеститори. Лубиц ја криел болеста од компанијата. $546 лека со пониска цена. Странските инвеститори го размрдаа домашниот бизнис. Градежните компании се најчести партнери, но работа има и за трговците и угостителите. Она што го произведуваат странските инвеститори во Македонија е наменето за извоз. Минатата година извозот од технолошко-индустријските развојни зони достигна 1,17 милијарди евра. Очекувањата се оваа година извозот да расте. Во моментов околу 500 домашни фирми соработуваат со странските инвеститори. Како резултат на оваа соработка месецов во Штип се отвори новата фабрика на актива, а се повеќе домашни бизнисмени се вклучуваат во процесот на производство на странците. Од македонските фирми се набавуваат репроматеријали, се користат како сервисери на машините и на опремата, се користат во делот на услугите за транспорт и логистика, обезбедување и кетеринг. Престојниот период треба да се очекува да се зголемува и бројот на компании кои соработуваат со странски инвеститори и вредноста на самата соработка, бидејќи компании од зоните регистрираат зголемени нарачки и извоз. Лани извозот од ТИРС достигна 1,17 милијарди евра, за 52% повеќе во однос на претходната година, а според проценките на среден рок треба да се очекува извоз од околу 2 милијарди евра. Извозот од ТИРС во вкупниот извоз на Македонија веќе учествува со 31%. Властите очекуваат годинава да ја комплетираме со 25 нови странски инвестиции кои креираат 13.000 работни места. Зголемениот интерес на странските инвеститори веќе го подобрува локалниот економски развој. Општинските власти ја поттикнуваат работата за развој во индустријските зони во Велес. Зголемениот интерес кај бизнисмените за плац во индустријските зони во Велес е поттик за оделението за урбанизам, за изготвување на техничка документација за нова зона. Зголемениот интерес на странските инвеститори веќе го подобрува локалниот економски развој. Општинските власти ја поттикнуваат работата за развој на индустријските зони во Велес. Сертификатот за поволно бизнис опкружување на општината е една од причините за ваквата состојба, велат надлежните. Зголемениот интерес кај бизнисмените за плац во индустријските зони во Велес е поттик за одделението за урбанизам за изготвување на техничка документација за нова зона. Доаѓањето на странските компании привлече и наши домашни компании и токму поради тоа општина Велес не само што успеа да ги продаде парцелите на ново креираните индустријски зони, туку еве сега сме во фаза одделението за урбанизам интензивно работи на подготовка на нови индустријски зони, што значи дека може да се надеваме дека во наредниот период ќе имаме доста интензивен економски развој. Предуслов за инвеститорите е добрата комунална инфраструктура, блискоста до аеродромот Александар Велики и делницата од коридорот 10. Во Велес досега своји инвестиции со сигурност ке реализираат 3 странски компании. Од локалната самоуправа велат дека и понатаму ќе работат на подобрување на условите за инвестирање на домашни и странски компании.
Компаниите кои сакаат да учествуваат на јавниот повик, кој денеска го објави Министерството за информатичко општество за додалување таблети, од денеска можат да ги доставуваат своите понуди. Според пресметката на Министерството, вкупно 12.000 студенти ќе добијат ваучери. Од државната каса се издвоени 96 милиони денари за реализација на овој проект. Студентите од утре ќе можат да аплицираат за таблети. Министерството за информатичко општество го распиша огласот за сите компании кои сакаат да учествуваат во проектот за доделување таблети. Веднаш по аплицирањето, компаниите ќе можат да започнат во привлекување на студентите за искористување на нивните ваучери. Условите за учество на овој оглас се компаниите да имаат најмалку 2-годишно искуство и минимум 3 вработени. Според министерот Ивановски, ќе бидат понудени вкупно 12.000 ваучери. Оваа бројка представува 3/4 од вкупниот број на увезени таблети од А категорија во 2014 година. Акцијата ќе помогне и во раздвижување на конкуренцијата во економијата, со што се очекува и пат на цените. За реализација на овој проект, владата од буџетот издвои 96 милиони денари. Општинскиот совет на идната седница ќе го донесе правилникот за распределба на општински простории. Просториите ќе можат да ги користат невладини организации, здруженија и фондови. Се работи за простории распределени на повеќе локации како што се местните и урбаните заедници. По донесување на правилникот ќе биде распишан и конкурсот за распределба на просториите. Локалната самоуправа во Велес ќе ги распределува општинските простории на невладини организации, здруженија и фондации. За оваа цел, Општинскиот совет формираше комисија за распределба на просториите во сопственост на општината. Комисијата изготви нов правилник за користење на овие простории. Поради поголема транспарентност и ефикасност во процедурата, на средба беа повикани и представници од невладиниот сектор. Затоа на ден 10.3.2015 година беше направен јавен повик до сите заинтересирани здруженија на граѓани и фондации и ги повика да дадат свое видување за новиот правилник. На средбата, односно јавната расправа, имаше повеќе од 20 учесници кои ги дадоа своите забелешки, од кои дел беа прифатени и вметнати во правилникот. Се работи за простори распределени низ целата општина. Локалната самоуправа во изминатиот период во сопственост доби поголем број на простории. Различни локации се во прашање. Значи, станува збор за простории кои што се наоѓаат на користење на урбани или местни заедници, простории во кои што претходно беше реализиран договорот со фондацијата Фокус. Тој договор истече, сега повторно треба да бидат и тие предмет на решение на распределба. Предлог правилникот ќе се најде пред советниците на идната седница на Општинскиот совет, закажана за во понеделник во 12 часот. Потоа се очекува да биде распишан и конкурсот за распределба на просториите. Мини сајм за земјоделски производи се одржува во Кавадарци. Голем број дистрибутери и производители на едно место со цел земјоделците од Тиквешкиот крај да имаат можност да ги видат најновите трендови и достигнување во агротехнологијата. Сајмот е во организација на Сдруженијето за негување и развој на винска култура, вински туризам и производи од грозје, винотека со поддршка на локалната самоуправа на Кавадарци. Саем за земјоделски производи се одржува денеска и утре на градскиот плоштад во Кавадарци. Саемот е можност да се видат најновите достигнувања во агротехнологијата, како за обработка на земјоделските површини, така и за зголемување на приносите на носечките култури во Тиквешкиот крај, рече председателот на Винотек Јован Еленов, организатор на Саемот. Покрај тоа што се временските прилики такви какви се, докажуваат и излагачите на овој саем, а и посетителите, тоа е можеби факт на градскиот плоштад каде се одржува овој саем, дека се во голем број присутни и заинтересираноста по нашето и очекување доста голема. Имајќи во предвид дека Тиквешијата е најпозната винарска регија во Македонија со голем број на земјоделци, Саемот има за цел да ги собере на едно место производителите и дистрибутерите на земјоделски производи, како и да им ги доближи најновите достигнувања од агротехнологијата на едно место. Општината го поддржува овој проект, со надеж дека ќе стане традиција со оглед на големата заинтересираност од страна на граѓаните. Според гледката, според тоа што се случува на терен, покрај
обилниот дожд, кога имаме толку луѓе посетители на сајмот, мислам дека самата гледка зборува за тоа, за големиот интерес на овој сајм, и навистина ми е посебно задоволство што ние како локална самоуправа го поддржавме Сдруженијето Винотек и еве имаме резултати за оваа работа. Во рамките на саемот ќе биде одржано и предавање од страна на професорот Звонко Божиновиќ на тема Добриот пат на виното. Целата манифестација беше збогатена и со културно-уметничка програма. Дваесет и седми март 1992 година Република Македонија ја презеде контролата на цета своја територија со своја војска. За ова е потпишан договор во Скопје меѓу председателот на Република Македонија Киро Глигоров и генералот на JNA Никола Узелац. Со тој чин всушност од Република Македонија замина и последниот војник на JNA, стои на сајтот на Арама. На денешен ден пред точно 23 години моќната војска на Југословенската народна армија целосно ја напушти земјава, главно оставајќи празни зидови од касарните. Во една прилика Митре Арсовски изјави дека се носело буквално се што можело да се однесе. Арсовски тоа време бил началник на штабот на третата војна област во Југословенската народна армија, а потоа стана прв началник на генералштабот на армијата на Република Македонија. За излегувањето на JNA од Македонија зборува многу пати, а напишал и книга со многу детали, во која ги внел фактите и случувањата, но и тензијата и неизвестностите, што ги чувствувал во тие пресудни моменти. Објавеното дело, како што вели тој, никој до сега не го демантирал. Утре со символично исклучување на светилките од 1 час, почнувајќи од 20 часот и 30 минути, ќе се испрати порака за намалување на користењето на енергетските ресурси на планетата и за намалување на климатските промени. Средното стручно училиште Димитрија Чуповски се вклучи во глобалната акција Часот на планетата Земја, која годинава по 7ми пат се организира ширум светот. Под мотото "Вклучи се и ти во акцијата, исклучи ги светилките". Македонија вклучи се во акцијата и исклучи ги светилките во сабота во 20 часот и 30 минути, е пораката упатена до сите. Средното стручно училиште Димитрија Чуповски се вклучи во глобалната акција Часот на планетата Земја, која годинава по 7ми пат се организира ширум светот под мотото "Вклучи се во акцијата и исклучи ги светилките". Тие невелешени ми испрати неколку пораки со кои сите заедно ќе се вклучат во борбата против климатските промени. Имаме само уште еден ден до Часот на планетата Земја и сите треба да бидеме совесни со нашите постапки, не само утре во тој еден час, туку секој ден како постапуваме и се грижиме за нашата планета. Со оваа акција ние сакаме да се вклучиме во групата на луѓе кои што го ја исклучуваат електричната енергија 1 час, и нашата порака ќе биде сите ние утре во 20:30 да исклучиме светлината и да се приклучиме во оваа акција за да си осигураме нашата иднина. Во акцијата Часот на планетата Земја се приклучи и неколку естрадни уметници од Велес, кои заедно со учениците утре во 20 часот и 30 минути ќе ги исклучат светилките на Малото Мовче и кај споменикот на гемиџиите. Од училиштето упати и порака до сите семејства да се вклучат во акцијата. На овој начин, всушност, и ги потсетуваме и повикуваме сограѓаните да се вклучат и тие, исто така, барем домашното осветлување во 1 час изминатиот, мислам следнава вечер, го исклучат во домашни услови, на тој начин да искористат својата моќ и да влијаат на климатските промени. Со символично исклучување на светилките од 1 час, ќе се испрати порака за намалување на користењето на енергетските ресурси на планетата и за намалување на климатските промени. Екоклубот од нашето училиште се вклучува во многу проекти кои што се од областа на екологијата и со самото тоа значи го ја потенцира поддршката на сите акции кои што се вклучени против климатските промени и зачувувањето на животната средина. Во глобалната акција покрај општина Велес се приклучуваат и општините Кавадарци и Ресен од овој регион, како и Прилеп, Струмица, Битола и Охрид.
374 генерички лекови и 172 оригинатори ќе бидат поевтини од 1 април според новото утврдување на максимални цени на лекови. Во последните години цените на лековите постојано се намалуваат. Од Министерството за здравство велат дека целта е да се унапреди достапноста на лековите, а со тоа се остваруваат заштеди и во здравствениот систем. Од фондот пак препорачуваат наменска, ефикасна и безбедна употреба на лековите во интересот на заштита на здравието на граѓаните. Постојано расте бројот на лековите кои се натовар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Ова директно влие и врз потрошувачката на истите лекови без пропишан лекарски рецепт, велат од аптеките. Покрај зголемувањето на така наречената позитивна листа од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, велат дека паралелно се вршат и измени на референтните цени на лековите. Намалувањето на цената на лековите исто така влие на побарувачката и на потрошувачката, посебно на вметнувањето на поскапите лекови на позитивната листа, кај што станаа подостапни за пациентите. Значи, генерално, најважно е лекот да биде на позитивна листа, за да може да се троши. На локално ниво најмногу се користат антихипертензиви, како и лекови поврзани со болести на срцето, затоа што најчест потрошувач е повозрасната популација. Фондот алармира дека на државно ниво загрижувачка е употребата на седативи и антидепресиви. Во Македонија и светот постојано се зголемува бројот на лица што се лекуваат од депресија. Според анализите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, употребата на седативи драстично се зголемува. Просечно на годишно ниво секој втор македонец троши најмалку едно пакување од ваков тип лекови. Прекомерната употреба доведува до штетни ефекти врз здравието на пациентите, а најголема опасност е можната појава на психичка и физичка зависност од нив. Една од целите на фондот е и рационално користење на лекови, што подразбира тие да се користат наменски, ефикасно и безбедно, во интерес на зачувување на здравието на граѓаните од можните несакани последици од нивна неправилна употреба. Младиот копилот Андреас Лубиц требало да биде на боледување на денот на злочинот. Имал белешка дека е неспособен за работа. Откриено е како Лубиц страдал од депресија и телесна исцрпеност, предизвикани од стрес и фрустрација што секако ја кочало неговата кариера. Пред 6 години тој имал сериозна епизода на депресија, поради што поминал година и пол на психијатриско лекување. Полицијата пронашла искината белешка за боледување во куќата на Андреас Лубиц, кој се сумничи дека доброволно го урна авионот на Germanwings во вторникот на француските Алпи, изјавиле дизелдорфските обвинители. Најдени се документи што покажуваат дека тој бил на лекување и имал пропишано боледување, кое тој го уништил за да го сокрие од работодавците. Обвинителите сметаат дека Лубиц ја криел својата болест од компанијата. Загрижени за несреќата се и француските власти. Никој не очекуваше дека истрагата ќе добие ваков тек, откако предпоставката за самоубиството на копилотот, предизвикувајќи ја смртта на 149 лица, се наметнува како најверојатна можност за рушењето на Ербасот на француските Алпи. Според францускиот премиер Мануел Валс, во принцип ниту една можност не е исклучена, но сепак тој вели. Faut attendre la fin de l'enquête, même si Потребно да се почека истрагата, иако вчера обвинителот даде доволно елементи за да може да мислиме дека станува збор за луд, неразбирлив и страшен потек која предизвика несреќата. Но се ориентира кон еден гест кој не може да го опишиме. Криминален, луд, самоубиствен. Просто не може да се замисли еден пилот во која имаме целата доверба да го сруши авионот во планината, откако претходно ја затвори вратата на кабината и не му дозволи на пилотот да се врати. Истрагата на вчерашните откритија на јавниот обвинител на Марсеј се ориентира кон Германија, за да се дознае нешто повеќе за личноста на младиот копилот. Посебно по откривањето на неговите тешки здравствени проблеми, не требаше никогаш да му дозволат да се најде зад управувачот на патничкиот авион. Луфтханза и судските органи се тие кои сега треба да дадат одговор за ова. Стамбена зграда се урна на Менхетан, при што најмалку 19 лица се повредени. Причина за несреќата била експлозија на газ, што предизвикала пожар и уривање на првите неколку ката. Њујоршкиот градоначалник на пресконференција соопшти дека експлозијата на газ се случила поради интервенцијата на компанија за инсталации на газ во близина. Во пожарот биле ангажирани 250 пожарникари.
Во експлозија на газ во стамбена зграда во Ист Вилидж на Менхетен во Њујорк повредени се 19 луѓе, од кои што тројца се во критична состојба. Експлозијата се случила вчера попладне во стан на првиот кат од петкатницата, во чие приземје имало суши ресторан. По експлозијата опожарени се 2 стамбени згради. Според очевидци, експлозијата била толку силна што уништена е фасадата на ресторан од спротивната страна на улицата. Повредени се и двајца пожарникари. Според портпаролот на противпожарната бригада во Њујорк се урнала една од двете згради. Њујоршкиот градоначалник на пресконференција соопшти дека експлозијата на газ се случила поради интервенција на компанија за инсталации на газ во близина. На местото на несреќата биле вкупно 250 пожарникари. Градскиот ракометен клуб Борец во недела на домашен терен ќе го одигра надпреварот со битолски работник во рамките на купот. Навивачката група Гемиджи во полн состав ќе го поддржи тимот. Следниот надпревар ќе се одигра во рамките на првата машка лига во Богданци на почеток на месец април. Победата за градски ракометен клуб Борец ќе значи второ место и бараш надпревар за влез во Суперлигата на престојната сезона. Последни засилувања кои пристигнаа во тимот се свети николчаните Трајан Панов на позиција центар и Кристијан Јосифов како лев бек. Би сакал да искористам оваа прилика да ги поканам граѓаните на град Велес да присуствуваат на утакмицата во недела во 19 часот на градскиот ракометен клуб Борец и ХС работникот Битола. Ова е дел од преварот на купот, во кој што се надеваме дека ќе извојуваме една добра победа, затоа што имавме едно релативно добар период на припреми во кој што осеќаме дека тимот е спремен и дека ќе имаме победа. Ќе се појавиме во најдобро светло што можеме за да направиме една увертира за тоа што не очекува во наредниот дел од полусезоната, за тоа што сметаме дека на ГРК Борец сега му е најпотребна поддршката од трибините, така и ќе биде во иднина, ќе ја полниме нашата трибина и ќе даваме безрезервна поддршка и ќе за се со цел за играчите на теренот да се чувствуваат храбро и да изиграат од срце за публиката. Би сакал во оваа прилика да упатам еден голем апел до сите велешани кои сакаат да се придружат на навивачката група Гемиджи, да дојдат во новиот парк во Официрски, се со цел да направиме една добра бројка и еден добар амбиент во нашата сала. Денес имавме врнежливо време, дуваше слаб југоисточен ветер, максималната температура се движеше до 14 степен. Според метеоролозите, врнежливото време ќе се задржи во утрешниот ден. Максималната дневна температура во Вардарскиот регион ќе се движи во интервал од 10 до 14 степени. Во недела се очекува постепена стабилизација на временските услови. Ова беше се што подготвивме за ова издание на Дневникот. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.